Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Прв се јави антизападниот пион Христијан Мицкоски. Мицкоски е очигледно фрустриран поради тоа што премиерот Зоран Заев ги брани државните и националните интереси, членството во Европската Унија и НАТО. И тоа го прави секаде, и во јавните настапи, и во телефонските разговори. Оставка не поднесува оној кој што се бори за државата да стане полноправна членка на НАТО и да продолжат интеграциите во Европската Унија. Заканите од хибридни напади, лажни вести и манипулации се само затоа што сме силно посветени и ќе станеме 30-та членка на НАТО. Мицкоски треба да се застрами што им слугува на тугите интереси, на оние кои не сакаат нашата татковина да стане членка на НАТО и Европската Унија. Што се однесува до предвремените избори, Мицкоски исто така лажно се силеше и пред председателските избори и се соочи со пораз. Мицкоски и ВМРО-ДПМН ги загубија председателските избори, но ги загубија и локалните избори предвремени кои што се одржаа во Охрид и во Новосело. Антизападниот Мицкоски, кој нема ниту програма, ниту понуда, може да се надева само на уште еден пораз. Покрај сите лажни вести, манипулации, покрај деструктивноста на Мицкоски, успехот во реализацијата на нашите стратешки цели на државата и граѓаните не може да запре. Северна Македонија ќе биде членка на НАТО и на Европската Унија. Ви благодарам.